Ништо се поминовте, Молеровиќ? Буквално изгубивме и стан, изгубивме и дуќан. Мит или вистина? Да. Историјата вистина ја пишуваат поведниците? Така звучи денеска, логично е дека тој што е помоќен дека ќе си направи во своја корист. Зашто наставник? Па ви кажав, многу сакав да работам како наставник, да работам со деца. Господја Молеровиќ, што е добар наставник? Вау. Добар наставник е? Јас ќе кажам Наде Молеровиќ. Но, што е дефиниција за добар наставник? Зашто прашам? Затоа што еден мал милион примери ќе ви кажам, но да не споменувам. Партизацијата не уби. Да. Значи, има луѓе на кои што на вистина не е местото во образованието. Има, така е. Што е добар наставник? Значи, прво, добар наставник е тој што ќе си ја сака својата професија. Тоа е првата, да ја сакам професијата. А јас ако ја сакам професијата и ако уживам во незината работа, тогаш нормално и природно јас да се трудам да бидам најдобриот наставник. Тоа е првата работа. Втората работа, да работата која што ќе ја работам, да ја работам со навистина едно огромно влијание во однос на моето однесување, моето зборување, мојот третман на децата во однос на нивните постигнувања, зборовите кои што јас ќе ги употребувам, да бидат соодветни и дека моето влијание е огромно, значи она е одговорност, што велат responsibility, значи одговорно да одговориш, нели? Да одговориш одговорно на задачите што ги имаш. Јас сум сватила дека моја е одговорноста како денеска децата ќе се чувствуваат на мојот час, не со страв. Затоа што Мишко стравот како што ни бил додека сме биле ние деца и ученици. А тенка ли е границата помеѓу страв и авторитет? Дали Затоа што тенка? ако некогаш претпоставувам, ако некогаш не направи, не создаде страв, не страв, плаши се од мене, туку страв во смисла на авторитет, дека може да клизне се од раце. Па, сега да ми дојде, да, затоа што ја денес сум сведок, јас каде што вели, џабе ми пишуваш единица. Утре ќе дојде мајка ми, татко ми, на крај секако ќе ми пишеш петка. Знаете, тоа е болно за вистински професор, наставник кој што не може да реагира затоа што утре директорот ќе дојде или директорката, затоа што е партиски поставен и ќе рече поправи оценат. Значи, и ние денес имаме ова што го имаме. Мишко, апсолутно се согласуваме, ние сме го абсолвирале тоа дека притисоците се огромни од сите страни. Наставникот како линија на помал отпор прифаќа да го направи тоа. Затоа што ќе му зависи работното место. Апсолутно, не само тоа, него знаете ќе му зврцкаат повеќе и после тој на крајот на крстот кој ќе гледа каква е целата ситуација, вика па што сега, па сите прават, ќе правам и јас. Да, па знаете, јас како одличен ученик, кој што доаѓа од родители кои што се од работничко семејство, мене ме боли тоа што јас со мојата петка или мојата десетка, која што е заслужена, ме ставаш на исто рамниште со некого со кого знам како доаѓам на час, на предавања и така натаму. Значи тоа е најголемата неправда фактички на децата, ние им правиме преку ова. Кога ги порамнуваме сите без разлика, дали одел, не одел, нели, татко ми ќе дојде моќен, не вучам, а оној и таткото доаѓа за жал. И доаѓа, и тоа со висок тон ќе дојде, и дури ќе се закани, дури не знам што ќе направи. Меѓутоа, пак јас како сакам да кажам, тука имаме и ние еден дел во смисол колку сме ние автентични и колку имаме храброст да кажеме не. Јас Мишко сум кажувала не. И како ви реагирале? Јас не сакам кој ќе кажам не да ми речат остави го или остави ја. Не, јас образложувам. Знаеш што, Мишко, јас мислам дека секогаш кога се образложуваат нештата, кога ние не е само кажувам добиваш петка или добиваш тројка, не. Она што највеќе недостасува, јас сум го извлекла тоа како заклучок и голем недостаток и многу сум инсистирала. Секој наставник кога заклучува оценка, тој е должен да му ја објасни зошто добил ученикот денеска тројка. Или зошто треба да добие двојка. Или зошто ја има петката. Тој мора тоа да го објасни. Ние, децата наши кога го завршуваат училиштето, самите за себе, ниту па родителите, не знаат во што нивното дете е добро, во што напредува, зашто му треба повеќе напор, каде му е слабата страна,
Затоа што ние сметаме ако некој каже слаба страна дека тоа е навреда, ние лично ги зимаме работи, да ние не гледаме, чекај, кажи ми ти моето дете во што му треба повеќе да работи за да можам да се фокусирам нели на тоа. Јас сум кажувала не. Тоа ме чинело можеби и одење порано во пензија. Еве сега тоа прв пат јавно ќе го кажам затоа што не сакав да направам работи кои што беа надвор моите принципи. Да дадам на некој наставник кој што ни најмалку заслужува да добие оделение, да прескочнам 3 наставнички кога бев директорка и да ја дадам на наставник кој што има убаво резиме во однос на комуникација, однесување и баш како ми направеше еден таков цел една пореметување на релациите на внатре во колективот каде што сум го изградила да биде на ниво на објективност, на принципиелност, на вредност и еднаквост. Страмата. И потоа кога ми рекоа на мене дека не можеш, ти можеш да направиш тоа, јас реков добро ќе го направам, ама јас од септември отидов и реков јас тоа не можам да го направам затоа што ако јас тоа го направам, јас ќе си се показам себе си. Добро, ако не го направам, што ќе биде? Не го правам. Па и јас не го направив и потоа ми рекоа, а кога ќе си одиде во пензија? И јас си отидов 2 години порано во пензија. Иако училиштето постигнуваше огромни резултати во тоа беше Гоце Делчев? Да. И јас си заминав порано, точно во времето на короната. Сакам да кажам, ама Мишко, јас заминав со големо чувство на самовредност и собствен интегритет, затоа што јас вистински за тоа што зборувам јавно, дека сакам се да оди според заслуги меритократија, затоа што последиците од неквалитетот, од некарактерот, од неоднесувањето соодветно на возраста на децата и кон родителите, кој губи? Ние, децата ни се најголемите губитници. И тоа беше, значи, интегритетот е денеска нешто што треба да се заработи, точно преку тоа. Ако мислам дека е не, има да кажам не. Па што и да се случи? И образложувате зашто не? Образложив, јас дури и таму образложив. Не можам јас да ставам конфликт на личност или што сте ја примиле, не можам, не, дури знаете што, таа личност сега можеби не е убава, ќе кажам, тоа е чиста вистина. Значи тоа беше личност која што јас на вистина се обидував да воспоставам многу, таа се трудеше тоа да биде добра, се трудеше, работеше на вистина. Меѓутоа постоеше ред дека пред неа има 3 наставнички, јас не можев да ги прескокнам ни тие кои што си го чекаат редот да земат оделение. Така. И сега вие знаете треба да прескокнете едно правило кое што било непишано, а се почитувало. Затоа што на некого му текнало и ќе ми врши притисок. Ама ти мене ми вршиш притисок, меѓутоа ја лично кажувам, викам, ја не сум задоволна со таквата одлука. Ве молам, не ме терајте да правам нешто што не сакам да правам. Не сакам да го направам. Затоа што се тоа што јас јавно го зборувам, за што значи да бидеш наставник, каков треба да изгледаш, значи што треба да промовираш, како да се залагаш децата да бидат во наставникот, да гледа еден на вистина, леле, види каков наставник, со кејф да доаѓам на училиште. И не, и после, добро, Наде, а ти кога ќе си одиш во пензија? Јас викам, ќе си одам уште во јуни. Така си завршив, ама си дојдов, имам многу мирна совест. Не го нарушив колективот, постапив многу принципиелно, останав доследна до себе. Нема поголема радост од тоа, Мишко. А го доби наставничката тоа што го бараш? Не, јас си го добив, јас си го направив така како што сметав дека треба. И си отидовте во пензија. И си после тоа си отидов во пензија затоа што фактички што требаше си го добија оделение, после тоа викам слушај, ништо ти мене не ми должиш. Затоа што јас знаеш што, Мишко, јас сметам дека сите ние како личности, она што ни е како некоја мисија во светот човечка е таа да нашето влијание како ние ги допираме луѓето денеска, дали ќе ги направиме да се чувствуваат убаво, дали ако можеме да им помогнеме да биде нели тоа добро, или ќе направиме некој да се чувствува бедно, да се чувствува тажно, да се чувствува омаловажено. Јас така сум си ја сватила и кон односот кон децата сум сакала среќни деца, меѓутоа сум сакала нормално и среќни и наставници кои што ќе немаат страв. И тие многу длабоко тоа го респектирале. И она што пред малку ме прашавте, Мишко, за кој наставник е добар. Знаете, кога ќе одам и по улица, многу мои ученици сретнувам што станале наставници по историја. Ево една генерација, 17 деца имав што станаа наставници по историја, токму само заради тоа што го сака мојот предмет, нашата комуникација,
Зашто немаме наставнички 8 часа? Ба, ајде да си останеме уште, што ние разговаравме нон-стоп. Тоа нема поголема награда за еден професор. Нема, тоа е љубов. И сега пред некој ден морам тоа да го кажам. Сретнуваме една колега, поранешна директорка во медицинско училиште и она вели мојот внук учеше во Гоце Делчев, специјално вика јас го донесов тамо. Тој велеше дека многу е како било амбиентот во училиштето. Љубов, Мишко, од вработени, од технички персонал, сите мора децата кои ќе доаѓаат, сите мора да ги поздравуваат. Нема тоа добар ден со почит, со респект, мора да има таков еден однос. И знаете кој ви го кажа, тој мажот ми вика, па знаеш, знаете, дури мене ми беше многу кога го слушнав. Значи тоа е наградата што ја добиваш. Директорувањето повеќе мачеше административно или како го балансиравте? Знаете, што... Да. Директор е функција, особено во овие времиња, невремиња, е поприлично захтевна, каде што мора да одговараш пред се на глупи и банални работи. Апсолутно, да. И сега колку тоа одземаше од професорлукот, ако можем така да кажем. Ето тој баланс е малку. Кога бев наставник, дали ми одземаше тоа време? Вие кога бевте директор, држите па настави? Не, меѓу време држев јас, после тоа кога ми помина мандатот, да. Директорувањето генерално свесно се нафаќавте на таа позиција? Апсолутно, многу свесно се нафатив, Мишко, затоа што тоа... И променивте неколку работи. Значи, јас навистина... Да има кој да слуша. Не е битно, јас не секогаш викам, не мора кој да слуша, доволно е луѓето и децата кои што поминувале во тие генерации, ме среќаваат и кои ќе ми кажат дека навистина незаборавни денови поминале. Значи во Димитар Миладинов кога бев јас 5-6 години, значи училиште како сега што ги прават Еразмус размените, ние уште во 2003 година моите деца патуваа по Русија, по Турција, по Бугарија, по Србија, по Словенија. Ние имавме збратимување на сите училишта. Тоа е 8-летка или 9-летка? Да, 9-летка е сега, меѓутоа нели за основно образование. Значи, врво Лешница имаше амбасадори, се учеше, јас го воведев францускиот и тој ден денеска се учи. Јас се сеќавам затоа што живеев таму во зградата до Браке Ривер. Па го отворив базенот, значи морам тоа да ти го спомнам, еве не сум имала можност да спомнам, значи Мишко за базенот го отворивме, направиме со единствена знаеш што сакам да кажам, што ми бе поентата? Ако ти се намерите добри, а мене секогаш ми биле се она што сум го научила преку моето стручно професионално усовршување по Европа, што сум патувала и по светот. Јас толку бев желна целото тоа знаење за новитетите, новите пристапи, новите методологии, начин како се учи, како се работи, како се прават учебници. Све со таа еуфорија ја влегував во директорлукот и се реков, еве ми го полета, јас сега тука ќе се докажам, тука ќе правиме новитети. Сопки? Па пишување по весници, па за тој базенот, што да ви кажам? Не знам кои новини нон-стоп ме прашува базенот. Доаѓа, бара, истражува. Зашто па базенот како позитивно го кажува? Па дама, знаете како, кој зашто си мисли, така се поставува. Затоа што секојаш кога одевме на советите, например, обично кога одите на совети како директори, работата на советниците не е да ви ќе поставуваат суштинските прашања, туку тие само ги гледаат бројките во финансиските планови, а замислете, јас сум имала па сосема друга, мојот светоглед сосема друг. Нивната мантра е коруптивна, вашата мантра е тотално друга. Да, и затоа, она што велите, дали сум имала сопки, па не да сум имала сопки, затоа што кај нас просечноста, подпросечноста е многу голема вредност. Она полтронството, знаете, да му се улизувам, да дојдам, да бидам поблиску, да дојдам до позиција на директор, за да имам моќта, да бидам некој кој што ќе ме признава. Јас се знаев која сум, не ми требаше мене мог директорски јас да бидам него. Тоа ми беше едно поле, ама ми беше една животна школа, Мишко. Тамо запознав прекрасни луѓе, запознав самата јас се изградив како човек и ми викам стално ви благодарам најубавата животна школа за човечката природа, јас ја научив во училиштата кога директорував. А по Гоце Делчев после ми беше песна, затоа што во Димитар Миладинов дојдов како директор кој што доаѓа од средно училиште, не познавав никого. И сега замислите, доаѓам првиот ден јас, Мишко, како нов директор, 3 дена пред да почне новата учебна година, немам појма како функционира основно образование. Немам, затоа што не сум имала ова. А ја доаѓам од средно. Наставник во историја. Да, и јас очекувам дека тие што работат тамо, дека нормално ќе ме прифатат и ќе ми ги дадат и тоа е тимска работа, не е тоа моја индивидуална работа. Јас доаѓам како директор, они плачат за стариот директор, му плаќаат, му даваат цвеќиња, мене
Знаете како така, јас се чувствувам како да сум дошла негде, како сум непосакувана. Само една моја Данче, која што ми е денеска, една сестра, што можам да ја кажам, таа застана ме поздрави пред сите. 80 души, Мишко, доаѓам јас. И ја ги прашам, добро, они вика, сега директорка треба тоа да се направи, како што нормално треба, нели да почне. Добро, како вие тоа сте го правеле? Ајде така да го направиме. Не, директорка, сега вие сте тоа, вие ќе си го решите. И ја викам, добро, ама кажете како? Не, тоа е ваша работа. И ја викам, така ли е? Све што сум имала од записници, од 5 години сум студирала 2 дена, а не познавам никого. Да научам како тоа функционира. И според мојата логика и искуство, јас следниот ден го држам тој прв наставнички. Колегите се изненадија како јас толку добро некои работи сум ги научила. И само им кажав, моите составници ќе траат само 40 минути. Секојаш ќе дискутираме само ако имаме предлози како нешто да направиме, без муабети празни, без губење време. Секој да си се покаже во вистина, да си биде слободен, да биде тоа што е и да го дава најдоброто од себе. Јас сето тоа ќе го поддржувам. И така после ме прифатија колегите на вистина. Имавме многу добра соработка и многу интересни бурни времења, многу интересни, ама јас станав човек со сето тоа. Мислам, станав отпорна на подслена критики, затоа што знаев дека јас моите намери се најдобри и го давав најдоброто. И тоа ми даваше мирен сон. Мене сега ми е јасно зашто ние сме вакви какви што сме. Вие не молчите, меѓутоа грото од луѓето молчат и практично ние доаѓаме до она сентенца или она изрека на Иво Андрич. Знаете, доаѓаат оние времења кога паметните ќе замолчат, будалата ќе проговори, фукарата ќе се обогати и така натаму. И ние мислам дека го живееме тоа. Да. Јас само сакам да ве прашам, бидејќи вие го фативте и оној дел од таа некогашна Југославија. Ние вакви луѓе бевме? Лоши, злобни, луѓе кои што не заслужуваат, ги ставаат на моќни позиции. Ја не можам да го пофатам моментот што се случува и ние не знаеме што сакаме. Ние сме знаете, да не употребаме збор, ги слушавме тие во разговорите. Ние дали сме ние лудаци или не знам што сам. Значи, јас се уште мислам дека, Мишко, оваа држава не ја превзема вистински лидери кои што на вистина има некаква идеја од оваа државичка да направат држава на среќни луѓе. Ние никогаш не зборуваме за среќата на нашите луѓе, на нашите граѓани. Кој политичар некогаш кажал, сакам да бидам политичар во Македонија или да бидам некој на некоја функција каде што луѓето ќе бидат среќни. Ма вие гледате дека ние на успех се караме? На нечи успех се поделуваме, ние сме поделени. Точно. Значи сега зависи и тој им одговара на партиите. Апсолутно одговара. Значи секој што е лидер, кој што е лидер, ако пати од својот комплекс го нема оној човечки карактер на себе изградена личност, тој ќе сака постојано некој што е без интегритет, она меко тело што го користат најчесто. Не може браво шефе, остави го. Браво шефе, леле најубав сте, леле најпаметен сте, леле ово. И знаете, ја никогаш не сум сакала да се обкружувам со луѓе. Тоа не носи никаков напредок. Кој што не можам да направам да ја завршам работата. Секогаш сум ги барала најпродуктивните, најкреативни. Тие уште толку станеа креативни. Па во училиштата не можам да ви кажам каков капацитет од наставници произлегоа, само затоа што им ја дадовте слободата да бидат тоа што се и да бидат најдобри, без страв да ми доаѓаат на работа. Ама сме биле принципелни, сме знаеле кои се правилата. И денеска тоа луѓето го сакаат. Јас не знам како се чувствуваат среќни да бидеш со некој за кој што знаеш дека тој ти аплаудира, ти клима со глава, само затоа што си ти денеска на таа позиција. И кој е сласта? Кој е задоволство? Кој е ајрот од сето тоа? Се е милливо, само интересот е вечен. Предпоставам ама добро, ама знаеш што Мишко, ја не можам да функционирам. Ама после нели постои едно време кој што викаат сите си правиме некаква солдат, се си салдираме, чекај што направи ја во животот. Јас вака размислувам. Замисли Мишко, сите тие што биле на позиција на моќ и на одлучување и во образование во министерството. Вие не знаете колку во министерството имаат готови извештаи од Евроклио, што беше Европската асоциација на наставници во која што јас и уште 5 колеги учествувавме со Чепреганов
со Ачковска, ние бевме 3 години на обука низ Европа. Па тие знаеше Македонија дека ние сме 5 наставници кои тоа го правиме. Никогаш никој не покани да ни рече дај. Предававме во Словенија, во Бугарија, во Албанија, во Македонија. Сегдека ние држевме обуки. Ама нашите, ниту бирото, нити министерството, извештај готово им направивме заедно со оваа Европска асоциација која што работи на надминување на предрасуди на деца, значи создавање на едни деца кои што нема да бидат оптеретени со за туѓото, за различното, него да им ги отвориш перспективите. То бирото за развој тамо има нешто се менува или? Јас не знам да ви кажам, јас отворено зборувам, наоѓам. Што тамо ја колку што знам се едно ти исто. Се менува тамо се едно ти исто. Па што зборуваме? Значи кој како доаѓа да шефе, зошто само да ја задржам позицијата? Таа е многу клучна позиција биро за развој. Многу е клучна, тука се програмите. Затоа што тој ги спроведува практично сите наредби на... Точно така. Да, шефе. Да, шефе. Меѓутоа, знаете што, јас го викам ова, па од човечкиот аспект велам, за да бидеш задоволен и реализиран како човек во улогата и на родител, и на наставник, на колега, на пријател, секогаш ние во некој дел од животот ќе си застанеме и ќе кажеме, чекај сега да се свртам. Што јас направив? Кога ќе можете да си ги наброите нештата, и кога ќе добиете нели од тие на кои што сте им били предпоставени наставник, кога ќе добиете добар фидбек, па нема ништо поубава една смиреност, една благосостојба, една убавина која што носи здравје мишко. Каењето дека нешто не направив, а можев, е една голема клетва. Не се каат, не се каат, воопшто не се каат. Јас дури се плашам дека веќе образованието стана бизнис, или веројатно одамна е бизнис образованието. Има исто една многу добра изрека. За ти да уништиш една нација, тебе не ти треба војна. Уништи го образованието. Кога почна, може би е преглуп збор уништување на образованието, меѓутоа ние немаме здрава реформа на образованието. Да, немаме. Јас се плашите ли од вештачката интелигенција каде ќе ја однесе младинава? Јас морам да кажам дека ја не се плашам. Јас апсолутно го гледам технологиите, ја гледам како една поддршка голема на нашата интелектуална моќ која што ние ја поседуваме и дека сега точно со вештачката интелигенција ќе дојде времето кога секој може да се прави и да прави интелигенцијата многу подобро од нас. Меѓутоа, она што нема да може да го прави, тоа е нашата емпатија, што ние треба да имаме едни за други, нели? Сега ќе дојде времето кога роботите ќе прават се, ама што ќе правиме ние луѓето? Ќе се занимаваме сами со себе, колку да бидеме подобри, како да си помогнеме или како да помогнеме на другите и како да не станеме робови ние и роботи на оваа вештачка интелигенција, туку да станеме ние господари.